Со Балканските војни во 1912 и 13 година настанале крупни политички промени на Балканскиот полуостров. Давнешните желби на српската, на грчката и на бугарската буржуазија се оствариле. Македонија меѓу овие земји била поделена, што значело една од најголемите трагедии во историјата на македонскиот народ. Во текстот на договорот, донесен на Лондонската конференција 1913, не влегла ниту една одредба за заштита на малцинствата во заземените македонски територии. Ако се земе предвид дека македонската националност априори не била призната, во иста состојба се нашле и другите народности и етнички групи во поделената македонска територија. А во текот пак на одржувањето на конференцијата во Букуреш во август 1913 година, а по поразот на Бугарија во Втората Балканска војна, првпат на еден ваков меѓудржавен собир, ниедна од големите сили, веројатно поради одредени причини, не го поставила проблемот за заштита на малцинствата во земјите што биле поделени меѓу Србија, Грција и Бугарија. Силата и желбата на завојувачите била единствениот признат фактор во регулирањето на граѓанските, верските и на националните права. Во врска со меѓународното признавање на граѓанските и верските права на населението во Македонија, според Букурешкиот договор од 1913 година, ќе споменеме дека и Бугарија во текот на дискусиите на Букурешкиот состанок се заложила за признавање на автономија на верските општини и за слобода на училиштата, мислејќи на поранешните екзархиски училишта во анектираните територии. Ова интервенција на Бугарија пред се се однесувала на Македонија, односно на македонците, третирајќи ги и натаму за дел од бугарскиот народ. Србија и Грција мошно строго се одбиле овој предлог на Бугарија, бидејќи тие на македонците во заземените територии им го наметнале сопствениот јазик и својата национална црква, спроведувајќи на тој начин, како и Бугарија, политика на национална асимилација на македонскиот народ. Кралството Србија по Балканските војни се нашло пред една сложена задача. Присвоените територии требало што побрзо да се организираат во сите области од општествено-политичкиот и културно-просветниот живот. Целиот управен апарат во Србија, сите државни и воени фактори, биле раздвижени за решавање на проблемите што настанале како последица на војните. Впрочем, и приликите во Македонија како последица на војните, по распаѓањето на дотогашниот османлиско-турски систем и управно-административен апарат, проблемите во школството, како и други проблеми што секојдневно се појавувале, биле такви што новата власт морала да ги решава што побрзо. Решавањето на просветните прашања и се друго што било во врска со просветата и со училишниот систем представувало многу важен фактор за нормализирање на состојбите во присвоените краишта. Треба да истакнеме дека поради војните действија во текот на Балканските војни, настава по училиштата во учебната 12-13 година не се изведувала. Ако се има предвид дека до Балканските војни постоела голема пропагандна активност преку образованието во Македонија, тогаш може да се претпостави сложеноста на просветните прашања, што требало да ги решаваат новите српски просветни управно-политички органи. Така, набргу по воспоставувањето на основите на новата српска власт, биле прибрани податоци за сите видови на дотогашни училишта од Македонија, заземен од Србија, од кои може да се заклучи дека се работи за мощно развиена училишна мрежа во Македонија до Балканските војни. Така, според овие податоци за учебната 1911-1912 година, се наоѓале српски основни училишта 178 со 241 учител, екзархиски со настава на бугарски јазик 290 со 493 учители, патриаршиски со настава на грчки јазик 47 училишта со 142 учители, романски 16 со 60 учители,
турски 167 со 268 учители и други 10 со 52 учители. Овие бројки ги изнесовме поради фактот што тие представувале и известна обврска за новите српски власти во Македонија. Затоа училиштите прашања во присвоените краишта добиле известна предност во споредба со другите проблеми. Српската влада го сватила значењето и потребата од средувањето и нормализирањето на приликите во оваа област и затоа им обрнала специјално внимание. Меѓутоа, во целокупната активност што Србија презела во организирањето на училишниот живот, најзначајни биле целите што требало се постигнат преку оваа област во обштествениот живот. Асимилирање и денационализирање, односно да не се испуштат од воспитно-образовниот процес младите генерации во Македонија. Тоа била суштествена цел и задача поставена пред сите новоформирани политички и просветни кадри во новослободните краишта, како српските власти ја нарекувале тогаш Македонија. Разгледувајќи ги просветните прилики во оној дел на Македонија што и припадна на Србија по Балканските војни, сепак треба да се истакне дека Србија покажала известна толеранција во признавањето на верските права на муслиманите. Во мировниот договор со Турција склучен од 1 до 14 март 1914 година, Србија поопределено и пошироко им признала на институциите на исламската верска заедница право на верска юрисдикција, дури и во граѓанските односи, и право на верски училишта на турците во Македонија. Според одредбите на овој договор, во муслиманските приватни училишта во Македонија била дозволена употреба на турски јазик, додека албанците, муслимани и католици немале право на училишта на мајчин јазик. Српската влада како најдиректен изразувач на интересите на српската буржуазија настојувала во што пократок рок да ги регулира општествено-политичките и просветните прашања во земените земји. Меѓутоа, вложените напори во областа на просветата не ги дале очекуваните резултати. Србија едноставно немала доволно можности да постави основи учители и наставници во сите села и градови. Иако во школството биле вклучени и добар дел од бившите екзархиски учители, кои всушност никако не одговарале на поставените цели во образованието, сепак голем број основни училишта воопшто не биле отворени во учебната 1913-1914 година. Во 1914 година почнала првата светска војна, која предизвикала нови, уште поголеми тешкоти во областа на просветата. Оттука и голем број деца, што според возраста требало да посетуваат училишта, безработно скитале по улиците и селските сокаци, што несомнено имало влијание врз нивиот образовно-воспитен процес. Македонските деца и децата на другите народности, кои дотогаш ги посетувале училиштата на туѓите пропаганди во Македонија, најголем број екзархиски, во овој период морале да го изучуваат српскиот јазик и историја во сите отворени српски државни училишта. Наставата по сите предмети во основните и во средните училишта била изведувана само на српски јазик. Со тоа започнал еден нов плански изведуван процес на денационализирање и асимилирање на македонскиот народ и на народностите во Македонија, посебно на младите генерации. Овој процес разбирливо бил многу посилен и посеопфатен, бидејќи го форсирала и плански го спроведувала во подруги општествено-економски прилики го на српската државна власт. Посебно одбраните учители и другите наставни кадри кои били спратени во Македонија и малобројните српски учители што се наоѓале во Македонија од пред Балканските војни, требало да им помогнат на српските власти во Македонија во областа на образованието и на воспитанието, за да се реализира една политика која всушност била класно и националистички определена. Иако не можело да се помисли на отворање на средни училишта во сите градски населби во Македонија, во кои дотогаш постоеле не толку заради потреба, туку повеќе како последица на пропагандните цели на соседните балкански држави, сепак според тогашните гледања за повисоко образование
и државно-политичките потреби на Кралството Србија, било потребно поголемите места, градови во Македонија да станат поголеми или помали културни средишта што ќе вршат соодветно политичко влијание врз македонскиот народ и врз народностите. Земајќи ги предвид сите нужни елементи, тогашниот министер на просветата и на црковните работи на Српското кралство предложил отворање на средни училишта, односно неполни гимназии во градовите Куманово, Велес, Гевгелија, Прилеп, Тетово, Дебар, Охрид, Штип, Кратово или Крива Банка и Дојран. Главниот просветен совет го усвоил предлогот на министерот на просветата и на црковните работи и го дополнил предлогот со отворање на неполни гимназии во Кочани и во Кавадарци. Освен отворање на средни училишта, односно неполни гимназии, биле назначени и повеќе учители за работа во основните училишта. Според еден документ од 1913 година се гледа дека биле назначени 417 учители, од кои во Тетовскиот округ 31, во Кумановскиот 34, во Скопскиот 60, во Кавадаречкиот 51, во Штипскиот 32, и во Битолскиот 64 учители. Подоцна биле именувани и други учители, бидејќи отворањето на основните одело постапно, а зависело од оспособувањето на училишните згради за изведување на наставата, наоѓање на учители и друго. Со посебен указ биле отворени полни гимназии во Скопје и во Битола и учителска школа во Скопје. Положбата и проблемите што се појавиле во учебната 13-14 година биле присутни во наредната 14-15 година и тоа уште во поостер вид. Започнатата Прва светска војна во 1914 година и учеството на Србија во неа го попречила остварувањето на големодржавната политика во просветата, што требало да се спроведува на територијата во Македонија, односно во делот што е завземен од Србија. За земањето на училиштата од воени единици, нивното претворење во воени болници и друго, мобилизирањето на учителите, иако во помал број во споредба со старите краишта на Србија, неминовно се одразило врз просветните прилики што темелно ја потресувале утврдената политика во областа на просветата. На територијата што ја зазеле српските војски во Македонија, која според Букурешкиот мировен договор од 1913 година станала составен дел на Кралството Србија, постоеле отпорано и неколку романски училишта. Српската влада, раководејќи се од известни преземени обврски во Букурешкиот мировен договор спрема Романија, била присилена да се согласи со натамошното постоење на романските училишта. Прашањето за постоење на приватните училишта, како такви биле третирани и училиштата што им припаѓале на некои верски мисии и други корпорации во Македонија, со сета актуелност било поставено и во учебната 1914-1915 година. Поради многуте проблеми од областа на просветата во учебната 1913-1914 година, српските просветни власти, како тактички, така и од меѓународни обзири, во новоослободените земји не можеле исцело да ја спроведат својата желба да не дозволат приватни училишта покрај државните. На училиштата надвор од државните, конкретно на приватните училишта, српските просветни власти гледале со голема недоверба. Меѓутоа, решавањето на ова прашање, односно да се забрани работата на таквите неколку училишта во Македонија,
bilo сврзано со посебни проблеми. Во прашање биле односите со Франција и со Романија, така што Србија, поради своите интереси, не сакала да ги влоши односите со овие земји, заради неколку училишта, иако нивното постоење било спротивно на законските прописи што важеле во Србија. Трагедијата што го зафати македонскиот народ со неговата делба меѓу балканските буржоаски држави по балканските војни, мощно негативно се одрази во сите негови домени, како во вардарскиот, така во егејскиот, така и во пиринскиот дел. Предизвиканите насилни промени со војните, разбивањето на неговата етничка и територијална целост, имаше одраз во сите аспекти на неговата општествена, економска и културно-просветна положба. Во тешките мигови на тоа време, разделениот македонски народ се нашол пред една мощна тешка утрешнина. Србија, Грција и Бугарија, каде се наоѓале етничките делови на македонскиот народ, иако биле различити по многу нешта, тие биле единствени во тенденцијата за денационализирање и асимилирање на македонскиот народ. Во егејскиот дел на Македонија, грчките власти се нафрлиле врз се што имало словенски белег и што еден народ го извојувало од другите словенски народи – црквата, училиштата, јазикот, обичаите. Настанале крупни промени во најзначајната духовна сфера на македонецот. Елиминирањето на овие етнички белези била прворазредна задача на грчките власти во егејскиот дел на Македонија. Навистина тоа представувало вистинска трагедија. Отворањето на грчки училишта со настава на грчки јазик, со специјален третман на истиот, потоа на историјата и на географијата на Грција, воведување на литургија на грчки јазик во црквите, широкото и масовното внесување на грчка литература во просветата и воопшто во културата, биле секојдневна појава во овој дел на Македонија. Македонските млади генерации морале по разни патишта да го совладуваат грчкиот јазик, да го изучуваат грчкото минато, да го забораваат сопственото. И во пиринскиот дел на Македонија положбата во просветата не била подруга, дури и потешка. Бугарската просвета, што била воспоставена во овој дел на Македонија, ги носела исто така сите атрибути на денационализаторската и асимилаторската политика на бугарската држава. Словенската блискост била поопасна во таа насока. И со почетокот на Првата светска војна во 1914 година, а посебно кога и Бугарија влегла во неа, во 1915 година, положбата на Македонија станала уште потешка. Со окупацијата на вардарскиот дел на Македонија од бугарските војски и со воспоставувањето на бугарска власт, во есента 1915 година биле укинати до тогашните српски училишта, а воспоставени бугарски. Исто така, продолжило постоењето на бугарските во пиринскиот дел, додека во егејскиот, заради воспоставувањето на Солунскиот фронт, кој имал негативни реперкусии на сите прифронтовски територии покрај грчките, биле формирани и неколку српски училишта, како што била српската гимназија во Лерин, која означувала продолжување со работата на Битолската гимназија. Со завршувањето на Првата светска војна во есента 1918 година, дошло до промена во областа на просветата во некои делови на Македонија, како што било во вардарскиот дел, кога повторно биле создадени српски училишта. Сепак и покрај големодржавната политика што бе спроведувана врз македонските млади генерации, македонскиот народ не ја прифатил таквата политика на Србија, на Грција и на Бугарија. И во оваа област се манифестирале отпори во различити форми.